Во Република Македонија владата прогласи енергетска криза и од последиците од кризата ги осеќаме како ние општините, така и училишта кои што се под надлежност на нас самите општини. Тоа е еден од добрите предлози, меѓутоа имаме и други предлози, например може да ги зголемат блок дотациите за училиштата. Тоа е предлог на колегата соодветен и мислам дека е добар исто така да училиштата плаќаат струја како што плаќаат и домакинствата, а не индустријска. Во наредниот период ќе се соочиме навистина со големи проблеми во самите училишта, бидејќи во грејната сезона таму сметките ќе се зголемат за 4 до 5 пати како и во самите општини. И некаде во некои училишта имаме и дотраена инсталација, па дополнително се уклучуваат електрични печки. Значи самите енергенси се покачени 4 до 5 пати. Воопшто гледано, значи имаме многу отежнувачки услови за функционирање на училишта во грејната сезона. Тоа е дополнителен товар и врз нашата идеја за раздолжување на самите училишта, бидејќи тоа не беше една од интенциите, а уште помалку па да размислуваме и за некои капитални инвестиции во училишта. Значи се наоѓаме во една сериозна ситуација и затоа бараме владата соодветно да реагира, да ги слушне нашите барања. Тие се две, како што реков, едната е да ги зголеми блок дотациите за да може да пребродат грејната сезона училишта, а другата е да училишта плаќаат, значи, електрична енергија како домакинствата, а не индустријска. Господин Андонов, постојано зборуваме за тоа колку скокнаа сметките на општините. Една споредба ваша може ли, како се сега во споредба со пред, да речеме 7-8 месеци? Да. Во општина Василево пред 7-8 месеци или кога дојдов јас како градоначелник, плаќавме сметка околу 200 до 300 илјади денари. Сега сметките се зголемени за 5 пати, односно еве ова сметката за август ни е 1 милион денари. И ние како општина која е и задолжена и со блокирана сметка, тоа ни е дополнителен товар да ги обавуваме основните функции за кои што и се формирани општините. Имаме, значи, критична ситуација и во општините, меѓутоа училишта ни се приоритет, бидејќи таму се нашите деца.